Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Популарното рок дуо Next Time најавуваат концерт кој ќе се одржи во Софија, Бугарија. По тој повод, поголемиот дел од времето го посветуваат на джогинг со цел што подобра кондиција пред бугарската публика. Покрај вежбањето на песните, Мартин и Стефан редовно посетуваат теретана. Браќата сметаат дека на сцената треба да се пренесат позитивни вибрации и да играат, а не само да стојат во место, особено кога е во прашање енергична музика како нивната. Затоа тие секојдневно спортуваат. Next Time најавуваат одличен концерт подкрепен со нивниот бенд, кој ќе се одржи на 20 март во бугарската престолнина, во најелитниот рок клуб во Бугарија, Рокит. Момците од бендот Next Time за прв пат ќе настапат пред бугарската публика. Популарниот холивудски актер Бред Пит во семејната куќа во Франција направил зоолошка градина за своите 6 деца. Сега нивните деца ќе можат да уживаат во ова мало животинско царство. Тој на имотот довел кози, лами, гуски, патки, кокошки и зајаци. Децата побарале и некои екзотични животни, како лавови и тигри, но Бред не ги прифатил тие барања. Децата сакаат дури и крокодили, но Бред реши да направи мини фарма. На нивните колиби ги напиша имињата на животните, а децата навистина уживаат, изјавил извор близок до актерот, додавајќи дека целта на Пит е децата да научат да се грижат за животните, пренесуваат медиумите преку океанот. Актерката Деми Мур конечно одлучила да побара развод од поранишниот сопруг Ештон Качер и да извлече што повеќе пари од нивната бракоразводна парница. За Ештон се вели дека тежи околу $100 милиони, па Деми решила нешто од тоа да се најде и на незината банкарска сметка. Кога се запознаат, Деми вредеше значителна сума повеќе од Ештон, но очигледно тоа се сменило драстично, пренесуваат американските медиуми. Ештон сега вреди најмалку $100 милиони, додека Деми со години не заработува многу пари. Ештон го има својот договор за 2,5 мажи, од кој добива дури $20 милиони годишно, а инвестираше и во неколку мощни, успешни интернет бизниси, меѓу кои Skype и Foursquare. Ештон исто така има многу успешна компанија за производство и профитабилен договор за поддршка со Никон. Деми не го знае целиот обем на финансиите на Ештон, но ќе го знае пред конечно да се постигне договорот за разводот, изјавил неименуван извор близок до актерката. Финансиите на Деми се солидни, но таа седна на задното седиште за време на бракот и го остави Ештон да биде звездата и носителот на пари во семејството. Деми верува дека таа му ги дала клучните совети на Ештон и дека му помогнала да стигне таму каде што е денес, и таа смета дека е фер тоа да се компензира сега кога повеќе не се заедно. Таа е незадоволна од досегашните преговори, бидејќи чувствува дека Ештон не го признава влијанието што таа го имала врз неговиот живот. Ова би можело да биде еден од најскапите разводи во Холивуд досега. Иранските медиуми пренесуваат дека официјалните лица од земјата имаат намера да го тужат Холивуд поради филмот Арго, кој доби Оскар и беше прогласен за најдобар филм во 2012 година, зашто според нив филмот представува нереален портрет на Иран. Медиумите во Иран пишуваат дека во земјата дошла француската адвокатка Изабел Кутан-Пьер. Медиумите во Иран пишуваат дека во земјата дошла француската адвокатка Изабел Кутан-Пьер по повод разговорот околу тоа како и каде да ја поднесат тужбата. Одлуката за поднесување тужба е донесена откако официјалните лица од културата и филмските критичари во Иран го погледнале филмот на затворена проекција во Техеран. Иранските официјални лица уште во февруари, откако Арго доби Оскар за најдобар филм, рекле дека се работи за антииранска и проција пропаганда. Филмот на Бен Афлек се занимава со бегството на 6 американски заложници од американската амбасада под опсада во Техеран во 1979 година. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.